20 часот време за нов блок информации на К1 телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Создаваме услови за подобар живот на лицата со интелектуална попреченост, рече Спасов на денешната посета на лицата со интелектуална попреченост во Неготино. ВМРО ДПМН е на терен, континуирани средби со граѓаните, урбаните и местните заедници. Во рамки на неделата за одржлива енергетска ефикасност се одржа трибина за важноста на заштедата на енергија во модерното живење. Денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов беа во посета на малата стамбена единица наменета за згрижување на лицата со умерена и со тешка интелектуална попреченост, која работи во рамки на Центар за помош на лица со ментален хендикеп Порака од Неготино. Министерот Спасов изјави дека владата и понатаму продолжува да создава услови за подобар живот на лицата со интелектуална попреченост. Грижата на лицата со умерена и тешка попреченост останува приоритет за Министерството за труд и социјална политика. Живењето во колективни живеалишта придонесува овие лица да ја подобрат сопствената социјализација и интеграција и активно да се вклучат во општествениот живот. Министерот Спасов, посетувајќи ја малата стамбена зграда во Неготино, посочи дека процесот на деинституционализација продолжува. Досега финансиски поддржуваме вкупно 76 лица да бидат згрижени во ваква форма на организирано живење со 24 часовна поддршка во вакви заедници кои што се и најблиски со семејните. За овие намени Министерството за труд и социјална политика на годишно ниво издвојува вкупно 16 милиони и 500 илјади денари со кои што го финансираме процесот на деинституционализација. 6-та година поред успешно се имплементира и процесот на интегрирање на лицата со попреченост и лицата со ментален хендикеп во државата. Ово е еден од најхуманите и најубавите начини да лицата бидат задоволни, да бидат во своите куќи и станови, живеат во 16 заедници, значи во 4 куќи и еден стан во Неготино и во 4 куќи во Волково. 43 луѓе живеат во Неготино, 33 во Волково. За локалната самоуправа постоењето на вакви центри е значајно и тие се дел од нивната работа. Ние тековно низ целата година организираме разни манифестации, значи еве сега се спремаме за во текот на летниот период, тие треба да отидат на летување во Љубаништа и ние како општина чувствуваме потреба да им обезбедиме барем превоз на двете групи кои ќе патуваат на тој потеки. Сметам дека како и досега и во идниот период ќе им обезбедуваме секогаш во рамките на нашите можности. Ке се зголемува бројот на стамбени единици во кои ќе бидат згрижени лица со попреченост, најави министерот Спасов. Понатаму планираме да продолжиме. Набрзо ќе биде објавен јавен повик за отворање на уште една стамбена единица, додека пак продолжуваме и со реализација на акцискиот план на Министерството за труд и социјална политика за во наредните 4 години да го дуплираме бројот на корисници во мали стамбени единици, односно да го продолжиме процесот на деинституционализација. Македонија е водечка земја во регионот која лицата со умерена и тешка интелектуална попреченост, наместо да ги згрижува во институции од затворен систем, работи на згрижување во мали стамбени единици, каде тие имаат поддршка од социолози, дефектолози и негователи. Целта е поквалитетен живот и за оваа категорија на луѓе.
Советот за развој на Вардарски плански регион денеска во Неготино ја одржа 18-тата седница. На седницата беше подпишан договор за таковното работење на Центарот за развој на Вардарскиот регион, општините и Министерството за локална самоуправа. На 18-тата седница на Советот за развој на Вардарскиот плански регион, која се одржа во општина Неготино, подпишан е договор за тековно работење на Центарот за развој на Вардарскиот регион, општините и Министерството за локална самоуправа. Овој договор е значаен бидејќи овозможува континуитет во работењето на проекти со кои се придонесува за развој на општините од регионот. Ние сме прв регион во Република Македонија кој што развива стратегија за иновации на регионот. Истовремено имаме два проекти кои што ќе ги обелодениме, кои што се поддржани од германската влада, и тоа на една од следните седници ќе ги образложиме пред медиумите. Со ова се бројува регионот во водечките региони за во работењето, целокупното работење. На седницата градоначалниците усвоија и 3 стратешки документи, и тоа програмата за работа на бизнис центарот, регистар за рурален туризам и регионалната стратегија за иновација. Овие денови треба да се одржи електронската аукција, каде што ќе биде избрана најповолниот понудувач, најповолната компанија која треба да гради инфраструктура, како канализациона, водоводна, така и патна инфраструктура во индустријската зона УЗ-8 во населено место во град Неготино. На седницата раководителот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион информираше дека Центарот е во напредна фаза за добивање на средства од Германската развојна агенција за реализација на 2 проекти од програмата за иновација. Седумдесет и 3 години од зверското убиство на 12 ваташки младинци се одбележаа денеска во Моклиште. Официјални лица и представници на семејствата на младинците положија свежо цвеќе на споменикот. 73 години од зверското убиство на 12 ваташки младинци се одбележаа денеска во Моклиште. Официјални лица и представници на семејствата на младинците положија свежо цвеќе на споменикот. 12 ваташки младинци оставија силен белег за времето во кое живееја, и тоа не само во Тиквешијата, туку и пошироко. Секое време си има своја војна. Ние денес треба да војуваме со идеи, со успеси и со реализирање на проекти. Да не дозволиме никој да не прекројува, да не прекрстува, затоа што тоа им го должиме на овие револуционери, затоа што тоа им го должиме на сите револуционери кои што го дадоа животот, но исто така и на овие 12 младинци кои што покажаа дека младоста ја надживеа смртта. За овој настан има обраќање и од Сојузот на борци од Кавадарци. Тешко ми е да зборувам, не затоа што сум веќе во одминати години, него затоа што чувствувам го моментот онака како што еден чесен човек може да го чувствува и да се поклони на сените, на паднатите 13 роса овдека во доловите Моклишки. Овој крвав настан ќе остане запаметен како еден од најголемите злочини што ги извршија фашистите во Македонија во времето на Втората светска војна. Сите учесници од стрелачкиот одред во крвавиот ваташки злостор подоцна биле казнети. ВМРО ДПМН е на терен. Во текот на летниот период ќе одржуваат директни средби со граѓаните. Состаноците со урбаните и местните заедници продолжуваат. Секој граѓанин ќе добие прашалник на кој анонимно може да одговори колку е задоволен од работата на градоначалникот и советниците, но и да ги даде своите идеи и предлози во решавање на проблемите. Жешкото лето нема да ја намали мобилноста на членовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во процесот на реализација на активностите поврзани со подготвување на програмата за предстојните локални избори. Директниот контакт со граѓаните и понатаму останува една од главните алатки во процесот на собирање на идеи и предлози. Впрочем, ваквото действување е веќе препознатливо за ВМРО ДПМН, вели Петре Саздов. Ние немаме намера својата работа да ја работиме далеку од очите на граѓаните.
Градоначалникот и советниците, без да прават разлика дали се наоѓаме во предизборен период или не, ќе стојат на располагање на граѓаните за било какви предлози, сугестии, идеи, забелешки и критики. Средбите и посетите на урбаните и местните заедници со без исклучок се за сите граѓани без разлика на нивната партиска, етничка или религиозна припадност. Како партија на власт која во континуитет една деценија работи посветено во интерес на граѓаните и понатаму остануваат на заложбите на пронаоѓање нови форми на директна комуникација со единствена цел да се допре до секој граѓанин и неговите потреби, да се најдат во изборната програма и ќе станат проекти со чија реализација ќе се подобри животот на Велешани. При средбите секој граѓанин ќе добие прашалник во кој анонимно ќе може да даде одговори на неколку прашања. Дали е задоволен од работата на градоначалникот, кој е најголемиот проблем во општината што бара итно решавање од страна на градоначалникот и кој е вашиот предлог на проект што сметате дека би требало да се најде во програмата на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Ваков прашалник ќе добие и секој граѓанин и секое семејство преку посетите што ќе ги извршат тимови на ВМРО-ДПМНЕ. Без разлика кој за кого гласал, градоначалникот е градоначалник на сите и затоа и јас, но и советниците од Коалицијата за подобра Македонија остануваме отворени за соработка со сите граѓани. За нас граѓанинот е пред се, потенцира Чадиев. За мене и за моите соработници и ова лето ќе биде активен период за работа, имајќи ги во предвид интересите пред се на нашите сограѓани. Реалните потреби, предизвици и проблеми на Велешани, кажани токму од нив, се најреалната насока по која што работи тимот кој јас го застапувам. Уште од самиот почеток на раководењето на локалната самоуправа, пред повеќе од 3 години, наметнавме близок и непосреден контакт со нашите сограѓани. Ваквиот начин на работа вродува со плод, вели Чадиев. Директните средби посочиле проблеми кои локалната самоуправа веќе ги има разрешено. Ова е начинот на работење по кој граѓаните не препознаваат секојдневно. Работење кое граѓаните истовремено и го поддржуваат и не охрабруваат. Како резултат на овие средби и довербата од граѓаните, многу прашања, потреби и барања од нивна страна се решени. Ќе набројам само неколку. Во консултација со граѓаните и пред се, на нивно барање беа изградени двата нови кружни тека кои значително го лесни одвивањето на сообраќајот, но истовремено го направи и многу безбеден. Паркот кај Васил Главинов, пешачкиот надвозник кај општината, паркинзите кај автобуската и кај градскиот пазар, реконструкцијата на стотината улици, како и обновата на училиштата се најдобар доказ дека ВМРО-ДПМНЕ работи во интерес на народот. Од СДСМ повторно реагираат за Колска, велат дека вработените не земаат редовна плата и немаат здравствено осигурување. Од фабриката за шински возила пак преку писмена реакција велат дека се работи законски и на суштинско решавање на проблемот. Работниците од фабриката за шински возила Колска не земаат редовна плата и немаат здравствено осигурување, изјави Иван Ивановски од партиската говорница на општинската организација на СДСМ. Тој упати обвинување до кадрите на ВМРО-ДПМНЕ. Како и на кој начин директорот на Колска Борис Алчев платил придонеси за пензиско и здравствено осигурување на работниците или пак можеби платил придонеси на половина плата? Врз основа на која регулатива законска Алчев исплаќа половина плати за 2 последователни месеца? Демант во писмена форма стигна од менаџментот на Колска, во кој меѓу другото стои: менаџментот веќе подолг временски период прави напори за суштинско решавање на проблемот. Работиме согласно законската легислатива во Република Македонија, транспарентно, а во моментов работниот процес е со зголемен интензитет, со цел исполнување на условите од договорот со Македонски железници транспорт АД Скопје. Веќе подпишаниот договор за 75 теретни вагони, повеќе од 1/3 е исполнет, односно 28 теретни вагони веќе се пуштени во сообраќај. Работниците во вторникот го добија првиот дел од платата за месец април, тоа значи покриени придонеси. Во моментов, менаџерскиот тим на Колска работи на изготвување на нов договор со Македонски железници транспорт АД Скопје за поправка на неколку патнички вагони.
Со овој договор се решаваат за останатите плати и придонеси до крајот на годината, а исплатата на истите ќе се одвива според предвидената динамика на исплаќање на Македонски железници транспорт АД Скопје. Работиме согласно законските прописи, а при тоа упатен е апел до СДСМ да не ја користи фабриката за дневно политички интереси, стои во демантот. СВР Велес поднесе кривична пријава против 16-годишно лице од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Имено на 6 и 7 октомври минатата година пријавениот преку својот телефонски апарат неовластено навлегол во системот за видеонадзор на основното училиште Свети Кирил и Методи, а поради фактот што можел да го контролира истиот, им напишал непристојна содржина. Во рамки на неделата за одржлива енергетска ефикасност се одржа трибина за важноста на заштедата на енергијата во модерното живење. Предавачи на оваа трибина беа професори од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Неделата за одржлива енергетска ефикасност се одбележа со трибина за важноста за заштедата на енергијата во модерното живење. Целта на истата е да се заекне свеста за значењето на енергијата како важен ресурс. Во рамките на неделата на енергетска ефикасност на Европската унија го организираме вториот настан, односно трибина со која сакаме да ја подигнеме свеста кај локалните функционери за полезностите од енергетската ефикасност и исто така кај младите луѓе од општина Велес да научат нешто повеќе за енергетската ефикасност и за мерките кои ги спроведуваме во област на енергетската ефикасност во јавните згради во општина Велес. Професори од Средното стручно училиште Коле Неделковски предаваа за важноста на енергетската ефикасност. Старата фасада на ова училиште беше заменета со нова, енергетски ефикасна. Имаме можност наши професори да дадат презентации која е важноста на енергетската ефикасност, да посочат и да дадат насоки што се треба да сторат понатаму младите популации, средните, повозрастните во рамките на енергетската ефикасност. Во сите полиња, во областа на обновлива енергија во однос на сончевата енергија, ветерната енергија, топлотната енергија, топлината на земјата се користи и така, значи во различни области. Се поважно е искористувањето на природните ресурси, како ветерот, водата и сонцето, кои се неисцрпен извор на енергија. Подигната е свеста кај надлежните во општина Велес за потребата од енергетски ефикасни објекти. Во периодот од 1 октомври 2015 па се досега повеќе од 37.000 осигуреници се исконтактирани од Фондот за здравствено осигурување. Во рамки на проектот Фондот се грижи за хроничните болни. За останатите вести од земјава во продолжение. Од 1 октомври 2015 година до сега 37.814 осигуреници се исконтактирани од Фондот за здравствено осигурување. Во рамки на проектот Фондот се грижи за хроничните болни. Во нивното соопштение се вели дека поголем број од контактираните осигуреници се запознаени со тежината на нивното заболување и имаат основни информации за својата терапија, начинот на исхрана и животен стил. Сепак има и осигуреници кои иако знаеле дека се болни, не биле сигурни какви се последиците од ненавременото одење на лекар и примање соодветна терапија. Оттаму истакнуваат дека осигурениците се интересираат и за други права од здравственото осигурување, кои се во надлежност на фондот, како што се остварување право на ортопедски помагала, право на медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и бараат дополнителни информации за лекови на позитивната листа. Тимовите се составени од вработени од поголемите подрачни служби како што се Скопје, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Велес, Прилеп и Куманово. Демонстрантите на шарена револуција се дрзнаа кон возило на брза помош и се осудија да го отворат за да проверат дали внатре има пациент, повикувајќи ги при тоа фоторепортерите да снимаат дека внатре немало никој. На блокадата кај мостот Гоце Делчев 2 пати помина возило на брза помош, пошто демонстрантите првиот пат го пропуштија возилото, но за кратко време возилото се врати назад во правецот од каде што дојде и повторно се обиде да помине, но неуспешно.
Брзата помош е на повици за случаи кои вообичаено се живото загрозувачки, но не секогаш го земаат пациентот со себе доколку може да му се помогне на лице место. Не е потребна моментална прелокација на пациентот. Вообичаено возилото на брзата помош од една локација тргнува на друга, за лекарите на итната медицинска помош да бидат во можност да му помогнат и на друго лице. Францускиот дипломат Лероа поднесе оставка на функцијата. Вкупно 323 лица уапсила француската полиција од почетокот на Европското првенство во фудбал поради насилства, кражби и оштетување имот. Свето денеска. Читателите да го дадат својот глас за останување на Велика Британија во Европската Унија, повикува лондонскиот весник Financial Times. Весникот посветен на бизнисот, економијата и финансиите пишува дека заминувањето ќе предизвика сериозен ризик за британското живење надвор од Унијата. Со цел да им помогне на читателите како да се определат, весникот вели дека е позитивен случај за Британија да биде во Европската Унија и да биде дел од конструктивните реформи во сега неперфектната Унија. Financial Times е вториот весник во Велика Британија по таблоидот Sun, кој се изјаснува за референдумот што ќе се одржи за 7 дена. Определувањето на весникот доаѓа во време на кампања меѓу приврзаниците на едната и другата опозиција, во финишот на трката за добивање доверба на гласачите. Последните испитувања на јавното мислење покажуваат дека во блага предност се приврзаниците на кампањата за излез од Европската Унија, што неформално ја предводи поранишниот лондонски градоначалник Борис Џонсон. Неделникот Економист во својот последен број порачува дека не треба да се крева паника и дека се уште е висок процентот на неопределените, како и дека гласачите во услови на референдум неретко се одлучуваат во последен момент. Овој весник верува дека опцијата за останување во Европската Унија на крајот сепак би можела да добие поголема поддршка. Ален Лероа, францускиот дипломат, шефот на службата на Европската Унија за надворешни работи, поднесе оставка на функцијата поради несогласување со ставовите со представничката на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, јавуваат западните медиуми. Лероа се повлекува од лични причини 16 месеци подоцна, откако ја презеде должноста генерален секретар, се вели во кусото соопштение. Хелга Шмид е назначена за нов генерален секретар од страна на Могерини, а на должност ке стапи од 1 септември. Шмид е германски дипломат и политички директор, кој во изминатите 6 години беше задолжена за прашања како што се нуклеарните преговори со Иран. Лероа е втор висок представник од соработниците на Могерини, кој заминува од должност. Пред неколку недели првиот шеф на незиниот кабинет, Стефано Мансервини, премина на чело на генералниот директор на ЕКА за меѓународна соработка и развој. Од почетокот на Европското првенство во фудбал во Франција, француската полиција уапсила вкупно 323 лица поради насилство, грабежи и оштетување имот, соопшти Француското министерство за внатрешни работи. Во соопштението стои дека од нив 196 се во полициски притвор, 8 заработиле затворска казна и 24 се депортирани. Франција зафати бран тепачки и немири на хулигани во кои учествуваа навивачи од Англија, Русија, Германија, Украина и Словачка. Нередите започнаа со тепачка помеѓу русите и англичаните во Марси, како и на стадионот Велодром за време на двете селекции. Потоа германците нападнаа украинци во Лил, а во истиот град се судрија навивачи руси и словенци. Покрај тоа домашните навивачи се пресметуваат со турци и ирци. Денеска имавме сончево и топло време со температури над 35 степен. Под влијание на многу топла воздушна маса од југ и во наредните денови ќе преовладува сончево и многу топло време. Да го погледнеме графичкиот приказ на температурите по денови.
Тоа беше се за денес. Имајте пријатна вечер.